И како што веќе ви најавив, многу интересна тема за муабет, колку си ја познаваме нашата ни убава Македонија, колку туристи ја посетиле нашата држава и колку бројот на туристите е зголемен за оваа 2017 година. Најпрвен добро утро и добре дојдовте за Гордана Јанакиевска. Многу занимања имате, од кои првенствено е туристичкиот водич. Сакам и за тоа малку да зборуваме како се станува туристички водич, но добар туристички водич, кој е вистински пример, а посебно кога станува збор за убавините на Македонија, на вистински начин како треба да ги представи. И понатаму сте и консултант, понатаму што уште сте? Работев долги години во агенции. Сега сум веќе во пензија, меѓутоа во туризмот нема пензија. Мислам, нема место на одмарање. Луѓето ме знаат, се јавуваат или за некоја водење на туристичка тура или советник сум почесто на помладиве како тоа да го направат, како туризмот да се одвива. Во последно време работам доста на социјалните мрежи, на промоција на туризмот. Имам сдружение кое се вика King Marco Land, кое води еден нетипичен начин на туризам низ легенди, во кој во основа се прави една шема како треба туристичкиот работник да ја работи таа работа. Да, првенствено темата на муабет сакам да отвориме или воопшто идејата да ве поканиме во утринската отворена програма на телевизија Нова е фактот според податоците на Државниот завод за статистика дека бројот на туристите во 2017 е зголемен за дури 20%. Да, зголемен е. Оваа година најбројни туристи се од Турција. Некако во мода сме, да речам, кај турците и секако во тој дел на годишните одмори, кога се е оваа статистика која покажува дека е зголемен бројот на туристите. Последниве, може би 10-15 години, се работи доста на промоција на Македонија. Македонија е секаде рангирана меѓу првите 10 држави како можност и потреба да се посети. И едноставно тој момент дава таква можност. Мирно е сега подрачјето, нема некој туристот сака да се чувствува безбеден и тоа значи дека има можност да ја посети Македонија без некој поголем проблем. Да, бројот на домашните туристи е намален. Да, но странските туристи е зголемен. Зошто? Што мислите? Не сме толку интересни за дома? Повеќе сакаат да излегуваат? Ова се званични статистики кои се преку агенциите, хотелите и сето и дава таква една слика дека е намален. Многу често нашите луѓе одат со не преку туристички агенции, него преку некои друштва или луѓе кои сами се организираат и сами ја посетуваат Македонија и тоа е еден од сето тоа во приватна организација, една од причините да не се заведени како туристи. Тоа е исто така една лоша стратегија на развојот на туризам, бидејќи туризмот сепак треба да го работат туристичките работници. Да, туристички водич. Тоа е една многу деликатна професија, затоа што треба да имате познавања од се и се што, а посебно за она што ве врзува самата професија, да ја представите вашата држава на најубав можен начин, за повторно туристите да посакаат да дојдат, ако не на истото место, да направите добар пример и да ја посетат повторно нашата ни убава Македонија. Што се треба да поседува еден туристички водич? Прво да сака земјата. Апсолутно. Да си ја сака земјата? Апсолутно да си ја сака и да си ја познава. Она што е, за тоа треба вложување, значи посета, обука, знаење, да се прочита, да се контактира со луѓето кои таму живеат и работат и едноставно да може да својата работа како туристички водич ја објавите на најдобар начин. Јас сум почнала како туристички водич и тоа неминовно влече да цел живот посакувам да го работам. Задоволство е кога гостинот ќе дојде да му го покажеш тоа што тој очекува да го види и да биде задоволен. Во последно време има во доста држави туристички водичи кои работат за бакшиш.
у суштина, по мене тоа е најдобрата работа, да покажува колку ја својата работа сум си ја завршила како што треба или не се задоволни самите гости кои ќе дојдат. Значи, не постои можност да вие на секој турист на исти начин му ја покажете Македонија или на исти начин комуницирате со него. Бидејќи не е исто дали е тој ученик, дали е тој љубител на природа, дали е на уметноста, дали е некој кој едноставно дошол само да го дзирне градот или Македонија и не е многу заинтересиран за нештата, освен за некој добар провод. И во сите тие ситуации вие треба да се прилагодите за да можете на гостинот на најдобар начин да тоа му го презентирате. Иако е дојден само од задоволство, сепак нешто да научи и да му дадете некоја можност да на еден интересен начин тоа го покажете. Таков тој интересен начин ме доведе до тоа да King Marko Land, мојата веб страна е нешто што е понуда низ легенди, низ приказни, едноставно олабавува, а можност да им го покажете тоа секако на било кој начин. Да се вратиме на туристичките водачи. Освен што треба да си ја сака сопствената земја, треба да познава и некој странски јазик. Така, сертификат како се добива, на кој начин, кои услови треба да ги поседува, ајде малце да им одгатнеме и на гледачите на телевизија. Морам да кажам дека таа ситуација кај нас е лошо направена. Има неколку туристички здруженија во кои студентите од факултетите или секој кој ќе појави желба да биде туристички водич полага испити и добива легитимација дека е туристички водич. И тука завршува приказната. Меѓутоа не е исто дали туристичкиот водич работи тоа 50 години или само што почнал. Значи, по мене тука треба да тој биде придружник на главниот водич за да го научи тоа на начинот како треба да го. Најтешкото е комуникацијата помеѓу. Најпрвен според вас треба да го види примерот од повозрасниот. Апсолутно, да иде со него да може да ги увиди сите тие работи кои треба да ги примени, бидејќи праксата е едно, а учењето е сосема нешто друго. Теоријата е друго. Апсолутно. И мислам дека во тоа би требало да се воведе некое рангирање. Освен тоа, водичите треба да имаат своја специјалност. Значи, не може секој се да знае и треба да е едноставно насочен на нешто што му е специјалност да може да го каже. И имаме трета работа која е туристички водичи кои доаѓаат од другите земји и ја покажуваат Македонија. Значи, по мене има и таков пример. Да. Доаѓаат странски туристички водичи. Зарем тие повеќе ја познаваат. Тие доаѓаат со туристички групи со своји водичи, тие го водат и тоа постои туристичка инспекција, меѓутоа ја искрено не сум слушнала дека некој од тие е казнет. Било каде да одите во Европа, значи, вие као туристички водич по новите закони на Европската Унија можете да бидете водич, меѓутоа ако треба да бидете регистрирани во соодветното министерство, зашто кога ќе дојде контрола треба да провери, да се јави во Македонија, да види дека вие имате лиценца и дека можете тоа да го работите. Истото треба и да биде така кај нас. Меѓутоа, за сега нити е спроведена, нити на некој начин. Тоа е една од болните точки кај нас во туризмот. Не може некој од странство да ја познава подобро нашата држава и мислам дека регулирањето, ја инсистирав на неколку пати да водичите бидат на самата граница или на аеродром кој ќе дојдат, добијат домашен туристички водич и да едноставно локални водичи постојат, бидејќи локалниот многу подобро си ја знае својата територија и своите приказни и начинот како тоа да го направи, да главниот водич само преведува. Туристот слетува на аеродромот Александар Велики и понатаму не знае ништо, апсолутно. Најпрвен за Скопје, а понатаму за Македонија. Споменавте и многу ме интересира, има ли организирани тури во однос на тоа каде може да замине, што треба да прави, во која насока треба да се движи? Или се уште на таков начин тоа е исто една втора болна точка во Македонија, не функционира. За жал, ние немаме во Скопје, имаме негде преку 150 регистрирани туристички агенции и нерегистрирани туристички водичи. И немате странецот кога ќе дојде да некаде се
пријави во хотелот или во некоја туристичка агенција да сака да иде, да добие туристички водич со себе да може да... Многу, сега веќе сме во една фаза кога податоци на интернет може да се најдат како да е и доаѓаат овакви помали групи или двајца, тројца, петорица кои едноставно сами собрале податоци и пробуваат да тоа го доживеат и да го откријат. Тука треба за да тие има поактивните, а оние попасивните туристи што чекаат од самите домаќини да им ја представат нивната земја? За жал тука немаме соодветен начин да тоа сега се регулира. Има уште една група на поменена туристи, тоа се странци кои живеат во Македонија, кои секој викенд би сакале да отидат некаде и најчесто тоа се организира едноставно по желба и тука најчесто ме викаат за да можам да им покажам одредени делови на Македонија. Значи, неорганизираност во секоја смисла на порано во Скопје постоеше туристички информативен центар кој во Бала даваше туристички материјали. Тој треба да прерасне во активен туристички информативен центар. Велите порано, сега тој не функционира? Па колку ми е мене познато, тој е во кај дом на работнички во тој делот и во Стара Чаршија има еден во домот на ДСН-чи, во главном е во улога на давање на туристички материјали, ништо повеќе од тоа. Мислам дека тоа мора да се регулира. Сега сме во некоја фаза во која тоа пробуваме да го решиме како проблем и да евентуално се направи нешто повеќе од тоа. Своевремено имав една замисла да има на местата поважните туристички места или луѓе кај што се движат повеќе мали тач табли на кои вие можете да ги добиете тие информации едноставно или да повикате водич или сето тоа. Значи тие туристички услуги да може да бидат искористени, технологиите идат напред. Мојот сајт веќе го правам во фаза на можност на интернет да имате резервација, да можете тоа да го направите, да добиете, значи да биде една мобилна верзија која ќе биде активна во секој случај да покрене во секој момент на некого да му послужи како можност да вие едноставно ги користите тие услуги кои овдека слабо ги има. Да, би сакала и за тоа да позборуваме малку, освен за статистиките, ете во 2017 зголемен е број за дури 20%, што според податоците на Државниот завод за статистика во 2009 бил намален, ете, подобрени сме во овој поглед. Сакам и гледачите на телевизија Нова да ги повикам на 2402-002 и на 2402-005. Слободно јавувајте се во отворената утринска програма на телевизија Нова. Кажете го вашето мислење или размислување на оваа тема. Колку си ја познаваме сопствената држава? Ете, продолжуваме со ова. И споменавте тач инструкции во однос на тоа што треба да се посети. Вие, како Гордана Јанакиевска, како туристички водич, како консултант, како влюбеник во Македонија, кои се оние први места и за туристот кои вам ви се во моментов најинтересни и ќе ги препорачате? 3 за почеток. Па во секој случај првата варијанта не можеме да избегнеме Скопје. Значи Скопје е она што ќе слета, ќе дојде на некој начин. Вториот е Охрид секако. И мене ми е во последно време доста актуелен и посетен и можност на развој Кратовскиот крај. Кратовскиот крај? Да. Значи, неверојатно е во жижа на интерес и колку луѓе и посетители има и колку има можности да вие ден или два поминете во Кратовскиот крај и да видите многу работи кои едноставно немате сознание дека постојат и дека може да ги видите. Што во Кратово? Што најмногу ве врзува за Кратово? Што во Скопје, што во Охрид? Местата ме интересира. Моментално во Кратовскиот крај менаџирам Цоцев камен. Тоа е една вулканска карпа која има 2 пештери во кои едниот има цртежи и целиот тој крај предвидуваме со екипата, со сопствениците на тоа земјиште да се направи еден тип на туризам од праисторија. Значи да го доживееме начинот кога во тој вулкански крај
една карпа успела да биде доволно обработлива, во неа имате нискалички, па се качувате на еден базен во кој се собира вода, во пештерите имате до него канали во кои може да таа вода биде искористена и тоа е навистина едно живеалиште кое заслужува почит и да се научи дека може и без струја, и без телевизија, и без интернет и едноставно да се живее Може и без струја во начинот. 21 век да се живее? Јас мислам дека може и дека тоа е многу интересно и може да ве врати во размислување и во сознание дека животот постоел одамна и дека едноставно не бил како што е денеска и може да се живее и да се преживее. Тоа е за оние туристи што малку повеќе сакаат да си опнат внимание самите на себе си, така да се осознаат, можеби без телефони, без телевизија, без радио, без струја, Без без храна. вода, без храна. Конзервирана храна, него природна храна и така да се. Вода има таму, за среќа има, значи тие ќе јадат она што се јадело во тој период. Риба, нешто што е спремено од природата, месо кое е не е во рер наставено или во микропечка, него едноставно на оној природен начин. И да се живее едноставно ќе добијат своја облека од тој период и да сватат дека животот е некогаш бил можен и се одвивал така и благодарение на таков живот ние сме во денешна ситуација. Да, ако некој странец ве праша што треба да види во Македонија, имате 2, 3 одговори, 5, 10? Имам безгранични. Безгранично. Знаев дека ова ќе ми го кажете. Значи нема место кое во Македонија не може да биде интересно. Нема начин да не го доживеете тоа на еден убав начин и да осознаете нешто што дали е тоа храна, дали е култура. За Македонија се вели немој ни да пееш, ни да играш, ни да свириш, бидејќи ќе бидеш и надпеан, и надсвирен, и надигран. Значи, навистина една уникатна култура која дава можности да во се биде интересно, да пробате јадења кои се подзаборавени, а кои се во суштина многу за денеска се плаќаат скапи пари за одредени диети или не знам што, едноставно ги имате во природен начин, нешто што од давнина се јаде. Гастрономијата као туризам е во подем и мислам дека тој дел на туризмот е интересен и Македонија има доста тука да понуди. Значи не е само ајварот, со него има мојата програма King Marko Lendi од времето на Крале Марко. Јас често ги прашувам дали Крале Марко јадел ајвар. Не јадел. Не јадел. Апсолутно пиперката, патлиџанот, пченката, компирот Што му давало сила тогаш? Толку многу. Се донесени од Америка и во тој период не постоеле, што значи дека Крале Марко стварно јадел храна која значи сила и можност да бидеш голем. Да, со што се хранел? Па се она што го имаме во природата и она што е природно. Значи, пак ќе кажам, риба, меса одредени, ова како се вика, коприва, да речеме, чорба од коприва сте јаделе? Да. Прво е здрава страшно, Да. второ е многу штаве и сите тие работи кои едноставно природата ни ги создала, ние сме ги искористиле и едноставно сме ги јаделе како така. Да, во Македонија се наоѓа единственото европско наоѓалиште на рубини. Дали ова го знаат туристите, а воопшто и гледачите на телевизија Нова, дека скапоцени камења има во скапоцениот камен всушност може да ги најдете по најниски цени. А поради неупатеност и желбата за заработка, кај прилипчани поминала приказната дека станува збор за минералот корунт и тој од најниска класа, а рубини во Македонија има и може да се најдат во лежиштата на доломитските мермери, каде што е и прилипскиот сивец, врзано за King Marko Land. Да. Ние имаме една рубрика дали знаете, и таа поминува многу добро. И мене ми прави големо задоволство, бидејќи едноставно некои податоци на кои малце внимаваме се добро познати на оние што не треба да ги знаат. Или не треба да, во смисла на тоа дека доаѓаат, ги купуваат ефтино, ние не ги вреднуваме соодветно и не правиме како што треба. Колку ми е мене познато, Деко кој ги работи камењата, скапоцените камења наши од Македонија, има во процес му е да го заштити и да тој
има своја соодветна вредност, значи да не може да се купува за ефтини пари и да биде наменето онака како што треба. Не е само проблем во рубинот. Ние имаме многу работи кои навистина се уникатни и едноставно не имаме однос, бидејќи се постојано со нас, дека не се вреднувани доволно добро. Тоа е лоша заслуга на сите тие кои се, па и мене, кои се задолжени за тоа, не го направиле како треба. Во посериозни држави каде што туризмот се прави онака како што треба, постои имидж менаџер. Значи, тој е задолжен да го направи имиджот, да се препознае. Нашата земја, за жал, не е препознатлива во светот. Македонија сама за себе значи нешто што го спомнале во Библијата. Да речеме, во Америка и во ни светот вие имате негде околу 70, ако не се лажам, места кои се го носат името Македонија, меѓутоа не го носат по нашата територија, не го носат по името во Библијата што е сме. Тоа е добар имидж показател дека ние не знаеме да си го искористиме она што треба да го направиме, за да бидеме ем препознатливи, ем подобро рангирани, подобро ценети во однос на сето тоа. Да, додека трае разговорот, одат и инсерти од она што вие го направивте како документарен филм, врзано за непозната Македонија. И навистина е така. Непозната е Македонија. Македонија е непозната поради тоа што недоволно се грижиме за неа во однос на познавањето. Ја морам да кажам дека малце повеќе почнав да работам на проектот на USAID за Explore Македонија, сајтот кој требаше на еден поинаков начин да ја покаже Македонија, да на нејзе може да се направи резервација, да на нејзе може да се покани водич, да имате водич и да сето тоа се организира. Тој сајт се уште е на CNN. Во текот на моето работење се што побаравме добивме, па меѓу другото ни дојде екипа од Yahoo која на еден поинаков начин ја покажа Македонија. Тогаш првпат се покажа Адам, првпат се видоа пештерите, првпат се покажа водопадите кои ги ние имаме преку 150 водопади во Македонија. Имате 150. Да, Јас мислам дека имаме само неколку. За жал сето тоа е токму е тоа она дека многу малце си ја знаеме земјата. Имаме 15 на острови низ Македонија, иако се верува само дека е големи град островот кој го знаеме. Да, големиот град во острови имате на неколку по реката Вардар, на неколку од езерата. Каде се тие острови, освен големиот град во Преспа? Па имате остров на Тиквешко езеро. Имате по река Вардар едно 3-4 острови кои се сами за себе интересни. Значи има работи кои едноставно не се доволно познати и нашето здружение со продукцијата Рибарска вистина решивме да направиме серијал од такви приказни, бидејќи ова што ви го спомнав, дали знаете, една вистина читана рубрика и на сајтот и на социјалните мрежи едноставно решивме да тоа и визуелно го покажеме. Првата емисија беше наменета за Скопје, за многу запоставени места, како што е приказната за пионерското вовче кое функционирало веднаш после војната до пред земјотресот и било интересно бидејќи го возеле пионери. Јас мислам дека такво едно вовче да се воведе, а постои можност во локални економски развој на општина Карпош е влезено како нешто што треба да биде обновено, е интересна туристичка понуда да вие се возите со оној мал чиро до Матка. Да. Едноставно одејќи пешки или одејќи со него е исто, а љубавината која доживувате околу него е навистина уникатна. Потоа снимавме во село Сарај, во Сарај центарот, спортскиот центар кој едноставно више не заживува, летно време е таму поладно, зеленило, имаше убав базен, се собираа луѓе многу за разни празници. Тоа е сега пусто. Матка веќе стана урбана средина, иако е споменик на природа, со многу уникатна животински и растителен свет од
тропски периоди, природен музеј на многу растенија кои луѓето доаѓаат да ги гледаат. Меѓутоа, вие имате еден ресторан на кој имате засадени хибридни петуни, а на чекор од него ја имате Рамонда Наталија која е убавица. Е уникатна, значи заштитена растение кое го има само тука и на неколку места во кањоните на Македонија. Да. Така да ние, сакајќи да го развиеме туризмот е стопанска гранка која сепак е нешто, крајниот резултат им е профит. Меѓутоа, во тој профит ние го изгубивме редот на нештата и наместо со години веќе нема тоа да ни биде профитно, него ќе ни биде, еве, матка е пример за загадено подрачје. Веќе нема кога да отидете да не најдете купишта смет кој нема кој да го подигне. Да, го споменавте проектот Exploring Македонија на CNN и UNDP. Мислите дека тоа е вистинскиот начин за презентација на Македонија? Затоа што таму се е убаво, се е преубаво, се е весело, се е насмејано, но вистинската слика ја имаме ли? Па проблемот во тоа е што значи промоцијата мора да биде убава, интересна, секако, уникатна. Промоцијата треба да биде најубава. Меѓутоа нас ни завршува тука работата. Кога ќе дојде гостинот. Што понатаму со промоцијата? Промотивното видео е фантастично, така и фантастично поминува. Промоцијата си ја има својата улога. Меѓутоа секоја друга работа си има своја улога и кај нас ние имаме проблем на неповрзаност и несоработка. Значи не може да дојдете вие во хотелот да не го интересира да на гостинот му понуди туристички водич или туристичка тура. Го зимам како пример. Не може во ресторанот да не соработува со оние кои ги знаат старите храни, да му го понуди како варијанта дека може да проба нешто што го има само кај нас. Или не можете туристичка агенција да нема програма за Македонија. Дали ќе ги помогнете парично за да тоа го работи. Навистина за Македонија да почнеш да ја работиш, треба доста да вложиш. Бидејќи ние немаме доста работи завршено. Јас со било која група која доаѓа или наговестувам или имам нешто што е работа, ја 3 дена пред тоа обиколувам и да видам да заобиколам кај што нема ѓубре и да не случајно нешто се гради. Во Скопје многу често се гради, па вие имате намера да појдете од железничка до споменикот на Александар Македонски, во меѓувреме ќе најдете дека некаде од канализација се работи или со нешто сосема друго и веќе мора да го усмерите патот на други места за да гостинот тоа го избегне. А што мислите според вас, како да се усогласат овие? Промоцијата, туристот ќе ја погледна, така? Доаѓа и очекува на истиот начин да биде примен тука во Македонија и истото да го добие според промотивното видео. Како да ги задржиме туристите или како да не дојдат повторно? Како да ги усогласиме, ете? Не знам, неколку се институции, па како кругот да не биде успешен? Кога почнаа холанѓаните да доаѓаат во Охрид, ја тоа лето, цело лето го поминав, бидејќи сум од постарите, знам како порано. Охрид беше град на холанѓани, доаѓаа во голем број. И едноставно ме интересираше дали ова што сето вие го кажате ќе го демотивира да не дојде идната година. Меѓутоа се правеше анкета и холандската амбасада помогна во една истражување да видиме какво е нивното задоволство околу тоа. И ветија во голем дел од тие дека повторно ќе дојдат. Едноставно за нив беше мирно место, добри луѓе, планини, тие планини не виделе. Во ред сето тоа е мање више од своите родители кои доаѓале порано им го кажале. Меѓутоа ова што вие викате дека ќе види ѓубре, дека ќе види несоодветно она што го видел на спотот. Некоординација, дека тоа ќе го одврати да дојде. Навистина беа сите во анкетата покажа дека сите се задоволни во смисла на тоа дека би дошле повторно, едноставно тој мир, ефтин аранжман, слобода на движење, добри луѓе на кои може да им се обратат, не очекуваат нешто поинако, дека се љубезни, дека ќе ги проведат кај треба, да им покажат што треба, едноставно тоа нив ги воодушеви. Можеби она што ако ве вратам предходно на она праисторија, на туристот му е веќе
здодевно од 7 му е убаво. Едноставно чека или очекува дека нешто и не мора да биде убаво и дека нешто и не мора да се случи онака како е запишано или направено или понудено. И помирени се со тоа. По примерот, изненадете ме. Македонија спаѓа во држави на авантуризам. Значи, ние во тој концепт сме ставени и така треба и да се прилагодиме да функционира. Да се вратиме малку и на туристичките водичи. Освен што треба да познава странски јазик, освен што треба да се ја сака својата земја, освен што со тоа што треба да има сертификат официјален за туристички водичи. И тамо некако координацијата не е на високо ниво, односно постојат и туристички водичи што работат на своја рака, што се вели. Да, ниту сертификат, ниту можност за соработка со институциите, ниту вистинска презентација на Македонија. Што правиме со овие туристи несовесни? Јас сум за тоа да има ред. Меѓутоа, верувајте ми, можеби на прсти ќе се избројат некои од тие водичи кои тоа го работат на диво и не се регистрирани, во смисла на тоа дека лошо ја работат. Значи, ви кажав и пред малце, постојат во светот, технологиите одат до таму да веќе имате на интернет, можете да најдете туристички водичи кои се нудат, кои може да бидат по мене многу е поважно колку јас ја одработувам работата како треба, него дали имам сертификат. Сертификатот исто не е гаранција дека ќе биде добар туристички водич. Ви го кажав, примерот, доаѓаат многу млади луѓе. Секако кажавте, праксата е најбитна, а не теоријата. Млади луѓе кои имаат сертификат, кои завршиле факултет, кои сето тоа, меѓутоа кој ќе дојде во ситуација да те прашаат зошто сите овие споменици на плоштадот се бронзани, само е ченто бел. Едноставно во тој не постои прашање на кое не треба да одговорите и да не се снајдете во моментот. Треба да има и знаудлива нота, но и треба да биде представителен и да остави печаток. Дека се знае и дека познава таа своја работа која работи. Можеби една од најпосакуваните работи е туристички водич, меѓутоа верујте ми, не може секој да работи. Не можете вие да бидете исто со учениците кои имаат еден поинаков интерес и поинаков начин да им го кажете тоа. И пристапот е сосема поинаков низ некоја варијанта на симнување на нивно ниво да тоа им го кажете со некој кој е стручен, а јас сум имала такви ситуации во Матка да отидеме, луѓето точно знаат кој вид на пеперутка е таа и ја не можам да импровизирам и не можам да кажам дека ако сум им ветила дека ќе ја видам сега, не знам што ја нема тука. Значи, или не можам да ги носам во период кога нејзе ја нема. Тоа е нешто што едноставно мора прво и самите да го знаете за да можете да го понудите. Се сеќавате на некои поинтересни прашања што ви биле поставени во однос на... Еве ви спомнав тоа. Да, од туристите... Многу често прашање е зошто толку многу лавови има. И што им велите? Во секој случај приказната и лавот се нешто што се врзани со Александар Македонски, ја преаѓам на легенди. Мене легендите ми се многу подобри и подобро се памтат. Приказната, правам една сега туристичка тура која е по патот на рисот. Зошто ви го кажувам ова? Рисот во некои периоди на оваа територија постоела линкистида. Линкс е на латински рис. Односот кон рисот, кој сега го имам во некои десетина примероци низ Македонија, денеска е толку променет и се уште има желба некој да го улови и да се фали со неговото крзно, отколку да го заштити и да направи. Александар Македонски, кога одел во војните, имал на конјот крзно од рис. Сакајќи да ја покаже својата сила, сакајќи да ја покаже својата уникатност, дека тој терен е нешто што тука дека потекнува. И таа приказна на рисот
низ Македонија вие ќе го видите у суштина се она што и во било која туристичка тура покажано, али е со една цел да ве врати во нешто што не сте го знаели или што треба да се сочува и да биде нешто дел од нашата традиција или нешто што ние го имаме, другите го немаат. Да. Не знам колку овие податоци ги имате на вашата веб страница и на таа многу ваша читана рубрика Дали сте знаеле. Еве открив неколку од тие податоци што верувам дека или некој знае или некој не знае. Македонски рудник Алшар Го има. на планината Кожов, единственото наоѓалиште на светот на талиум и потенцијален рудник на еколошки чиста енергија. Потоа дека најквалитетниот опиум е всушност македонскиот. Најславниот од сите римски патишта врви во најголемиот свој дел низ Македонија, патот Вија Игнација. Пештерата Пешна во македонски Брод во Њу Йорк Тајмс е опишана дека е идентична како измислените пештери во Господарот на прстените. А во темелите на манастирот Свети Богородица Пречиста во Кичевско има дел од крстот на која распнат Исус Христос и дел од крстот има во темелите на манастирот Свети Јован Бигорски, како и во манастирот Свети Ѓорги Победоносот во село Рајчица Дебарско. Потоа гробот на славниот грк Зорба дека е тука во Скопје, дека мајка Тереза родена во Скопје, тоа веќе го знаат. За татко на модерното воено инженерство се смета Дијат, кој во времето на Александар Македонски измислил низа опсадни машини, меѓу кои катапултот. Музиката во Македонија датира од 11 век, а и болонскиот псалтир е напишан со кирилица во селото Равен, Охридско. Ова се само дел од оние што, подготвувајќи се за ова наша денешна многу интересна тема, верувам и за сите гледачи на телевизија Нова, за тоа колку се ја познаваме сопствената држава и како да се ги заштитиме убавините и како на вистинскиот начин да бидат презентирани. Првата нишка е туристичките водичи. Така, тие се оние презентери, колку се вистински, колку невистински, тука се институциите да си го направат своето, но што од овие, дали сте знаеле, што друго ви текнува како лична карта на Македонија, што малкумина ја знаат? По мене една приказна која не доволно искористена и која не доволно е направена да биде имидж е Адам од Говрлева. Адам е една фигурина волкатска на која вие имате многу добро покажани но човечко тело, мускули. Самата керамика е направена така, онаму кај што е скршено ви изгледа како да гледате кожа. Нешто што е уникатен примерок, што е најден во Говрлево и по мене треба да биде знак на препознавање за Македонија, бидејќи е стар негде околу 5500 години и на таков начин во тој период да ја познава структурата на човечкото машко тело, навистина е уникатна како пример и спаѓа меѓу 10 откритија на 20 век. Значи, имате покрај него, ја на тој мал простор со археологот Билбија добро соработував. Соработувам со многу археолози, бидејќи тие ми се начинот како да ја дознам правата приказна. Едноставно, на тој мал простор толку многу работи се пронајдени, што ја ретко сум видела на некои археолошки места. Таму имате најдено огромен број на непечена глина погачи. Не случајно во Македонија и ден денеска е задржана погачата, бидејќи на тој простор се смета дека по некоја случајност е дојдено до ферментација, што значи кваси, дека со брашното едноставно тој леп станува не кора, она дебела кора која е дебела палачинка, него зелници, баници, сето тоа е врзано за Македонија. Најстаро дрво има во Македонија, тоа е Платанус ориенталис во Охрид или познато како чинарот. Најпозната песна за Балестина и нивната химна е всушност напишана од македонец. Дали ова сте го знаеле? Благодарам за денешното гостување во отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација точно на времена. Повторно ќе ни бидете гости затоа што ова е непресушна тема на муабет и многу настани, многу примери сакам, но добрите примери да ги кажуваме на телевизија Нова. Благодарам уште еднаш за вашето одвоено време и за гостувањето во телевизија Нова.
Со големо задоволство мислам дека Македонија треба да се учи и да се познава во секое време. И да се истражува и да се сака. Апсолутно. Да, и да биде вистински пример за туристите кои ќе ни дојдат на гости. Да, продолжуваме ние со отвореното студио, секако бидете на фреквенцијата на телевизија Нова. По кратките реклами ќе следува и третиот блок на информации заедно со колешката Александра Велинова, а веднаш потоа и Светот на Дланка ќе ви го донесе повторно и со Мухич. Уште интересни теми, имаме и подароци за гледачите на телевизија Нова. Треба, освен што ќе не гледате, треба да бидете и поактивни во однос на телефоните. Да, ќе отвориме повторно телефони, ќе подаруваме денеска и книги. Тоа ќе ни биде тема следна на Муабет и нешто што ќе се случува во четврток во 19 часот на големиот градски стадион или веќе Филип II по ново. Бидете заедно со нас, ќе имаме подароци за гледачите на телевизија Нова. ИТН или и така натака продолжува.